Добар ден и добре дојдовте во уште едно ново издание на Очи во очи. Јас сум Зорица Андреева, вашиот денешен водител, а темата на која што ќе можете денес да се јавувате и да го кажете своето мислење и став се 650 милиони евра пред избори. За развој или за корупција? Темата произлегува од самата информација за новото задолжување на владата за дополнителни 650 милиони евра. Толку пари во наредниот период ќе се бараат на меѓународниот финансиски пазар. Одлуката за издавање на еврообврзница била донесена уште на 21 јуни, јавноста пак дозна откако таа беше веќе објавена во службен весник. Во образложението се наведува дека парите кои треба да се обезбедат се за буџетска поддршка во 2016 и 2017 година, како и за рефинансирање на обврските по основ на државниот долг. Рокот на еврообврзницата ќе биде до 10 години во зависност од пазарните услови. Но пред се да го видиме прилогот на колегата Гаврил Сирачевски за тоа ќе влие ли еврообврзницата врз изборниот процес. Еврообврзницата директно ќе влијае врз изборниот процес на земјата, оценуваат дел од аналитичарите. Повикувајќи се на досегашните искуства, аналитичарот Алберт Муслиу вели со ова владата си создава сигурен терен во предизборието и за време на самиот изборен процес. Меѓу другото, Муслиу не ја исклучува можноста дел од овие пари да се искористат и за подкуп на гласачи. Земајќи го во предвид искуството од минатото, ова нагла потреба на толкав износ на пари, секако ја подига сомнешта дека тие пари ќе се употребат на начин на кој се употребува во неколку минати изборни циклуси, така да не само што се можни злоупотреби на тие средства, туку и самата политичка клима ќе се тензионира помеѓу тие кои се на власт и тие кои ќе тежнат да дојдат на власт. И не само што ќе се пополнуваат некои дупки кои се појавиле ради неодговорното трошење, туку реални се шансите овие да се искористат и за евентуално така, да не кажам подмитување, но туку купување на некои категории на гласачи. Дел од аналитичарите пак велат дека обврзницата нема никакво влијание врз изборниот процес и дека тоа го прави секоја држава во зависност од потребите на граѓаните. Универзитетскиот професор Оливер Андонов вели бенефитите после известен период од овие средства ги чувствуваат граѓаните, а изборите немаат никаква поврзаност со тие пари. Финансирањето преку еврообврзници и на разни други начини кај сите држави функционира така како што и во Македонија функционира. Во основа никако нема да влијае и тоа и обидот за манипулација дека еврообврзницата ќе влијае врз изборите позитивно или негативно на директен начин е само манипулација. Сите финансирања на државата кои одат во јавни инвестиции, во критични инвестиции, во инфраструктурни објекти, во подоцнежниот период едноставно влијаат врз перцепцијата на граѓаните за тоа дека владата успешно работи со буџетот и ги задоволува потребите и интересите на граѓаните. Ова не е прв пат предизборно владата да се задолжи. Статистиките покажуваат дека предизборно растат владините задолжувања, а за тоа говорат и предвремените избори во 2011-та, кога од средствата на ММФ владата искористи над 200 милиони евра. Сепак политичката криза дополнително доведува до една ваква ситуација, која, како што оценува дел од домашната експертска јавност, доаѓа како резултат на пропустите во владењето и менаџирањето на актуелната владеачка гарнитура. Тоа беше прилогот на Гаврил Сирачевски како вовед во денешната тема, а таа е 650 милиони евра пред избори. За развој или за корупција? Веќе може да се јавувате, телефонските линии се отворени, а дали имаме некој на линија? Кажувам добар ден, има ли некој? Добар ден. Добар ден, повелете. Па сега што да кажеме? Ова е веќе филм виден. Пред секој избори владеачката партија ДПМН се задолжува и као за добро на народот, а после тоа ние тонеме во некои други кредити, на кредити се пензиите, ако не земеме кредит, не земат кредит, пардон, ја не сум граѓанин, ако не земат кредит
владата, не можат пензиите, не можат да се исплатат ни платите на државните службеници и за се друго, само нема да биде за подстрек на подобар живот на овој народ. Ние како држава тонеме економски. Сиромаштијата е 90% веќе кај нас. За жал. Меѓутоа, на владата и требе, затоа што не сака ни избирачкиот список сега да го ревидира. Барале опозицијата. Па бара опозицијата затоа што не е добар избирачкиот список, а сакаат они понатаму да си одат со тоа еден од исто води зад него на изборите. Мирни избори ќе има, точно е тоа. Само дали ќе бидат со триаголници или со 2 точки, со 3 точки одредени ливчиња заокружени, за да се знае на кого колку му е зададен на задачата, колку да донесе од неопределените гласачи да може да гласаат за владата. Ја мислам дека ова е чиста манипулација со државјаните на македонскиот народ. Благодарам. Ви благодарам на јавувањето. Дали имаме уште некој кој што чека на линија да го каже своето мислење и став во врска со денешната тема? Добар ден. Дали сум во линија? Да, секако ве слушаме, повелете. Да, благодарам. Видите, стварно голема штета ни прави оваја корумпирана влада. Се сеќавам од бомбите, добро го рече Зоран Ставлевски, дека се лудаци, стварно се лудаци, не знаат што прават, што трошат и зошто. Знаат зошто трошат, стават за нивните джепови. Јас за да се докаже ова дека е така, да се провери богатството на фамилијата од денот, кога дошла на власт, и до ден денеска, и ќе се види дека сето ова, поголем дел од сите овие задолжувања одат во нивните джепови, а не во джеповите на граѓаните и уопште на народот на Македонија. Стварно жалам што морам да кажам дека ова држава ја водат умно болни луѓе и до кога на нив им треба клинички третман. Благодарам. Ви благодарам на јавувањето. Дали имаме друг гледач кој што чека да се го искаже својот став? Добар ден, повелете. Поздрав од Прилеп. Поздрав. А Ирлија, нека врти парата. Свечето народ врати ти. Нека враќа внуците. Ево да напечалба. Голем реформатор, напре Никола, имаш влад им, играј на свадба. Капата настрана, Тито земал кредити, ама ти капа му сибнуваш. Гревој нема да ни се гледа. За овај народ малку е ова. Малку е ова, че се свеста, ама дозначи ми. Пријатно и се најува. Пријатно и до вас. Дали имаме некој друг гледач кој што би сакал да каже нешто на денешната тема? Здраво, Македонија. Здраво, повелете. Чипка Враков, Венчислав, Центар за развој на јавното мислење. Повелете. Нема потреба и од нервози, од паника, лухи. Ајде, Мапет шоу да прекине еднаш. Дај фактите и аргументите. Ја одма факт број 1 ќе понудам. Унадат, вчера некна и понекна, 2 дена врте Кајрон на 24 часа. И вика вака, 70% задолжение на Македонија, задолжена Македонија. Тоа е 70% од бруто домашниот производ, задолжена Македонија. Ваква лага може, ако се дадат на суд, и Свети Петар не спасува. Тој што дал ваква лага у ова критично време. Значи, пак поновувам. Задолженоста на Македонија е 45,6% докажано. Се знае. Завода за статистика. Значи, ово го зијам како пример, една дигресија да направиме. Значи, 100% да измислиш нешто најосетливо е страшна работа.
така продолжува и понатаму и у оваа емисија се набацуваат шпекулативно теми, лажи и превари. Дали според вас е лажно и дека 650 милиони евра ќе биде задолжена, ќе се задолжи владата? Не навивачки, полека душички. Не, ве прашувам дали сметате дека и тоа е лага? Не навивачки. Оваа информација, како и другите, ќе го види белиот ден на вистината. Меѓутоа, последиците за Македонија интересна пратена земја, единствена на Балканот реформски курс, што спроведува и е препознатлива во светот. Значи, наштетува сите овие емисии со вакви лажни информации и шпекулации наштетуваат на сите нас, граѓаните. Тоа е проблемот. Година и пол Македонија страда, крвари. Зошто? Затоа што нема никаква криза економска, призната и позната во светот. Со резултати се наметнаа политичка криза. Како? Преку пуч. Велепредавство се знае на кој. Докажано, еден осуден. Значи, сите факти, не се гледаат фактите, се гледа она што се нуди на Македонија. Разнебитување на најмизерен начин. Не може така, луѓе. Ова е света земја, наша земја. Добро, ви благодарам денеска што го споделивте вашето мислење и став. Во врска со денешната тема би ве подсетила дека денешната тема е 650 милиони евра пред избори, значи за развој или за корупција. Да се задржиме на денешната тема и да го кажеме мислењето во врска со оваа тема. Добар ден, дали имаме некој кој што се уште чека на линија и би сакал да го сподели своето мислење на оваа тема? Добар ден. Добар ден, повелете. 650 милиона евра пред избори. Ја пред се не слушнав дека има закажано избори. И за кој месец се тие избори закажани, се уште никој не му е јасно. Па се мислам дека нема специјални гласачи кои треба да ги избере опозицијата за да излезат на гласање. Кој ќе има специјални гласачи, тогаш сигурно ќе биде закажан и терминот за избори. А додека 650 милиони евра за развој, тоа е точно. Затоа што гледаме дека низ цела Македонија се поправа инфраструктурата, се гради, се отвараат работни места, се помага на граѓаните на Република Македонија. Во тоа верувам. Но дали е за корупција, би го прашале господинот Заев, кој денеска баш се отвори една афера за негов голем криминал. Па требаше за тоа да поставите трема. А и не треба да дозволите така да се навредуваат, да се кажува психијатриски третмани. Јас стварно не знам на кого му треба повеќе психијатриски третман. На тие што сакаат својата држава или тие што работат против својата држава и уништување на Македонија и македонскиот народ. Пријатно и се најубаво. Пријатно се најубаво и до вас и ја порачувам до сите гледачи да го кажат своето мислење и ставови без навреди кон било кого. Дали имаме некој друг кој што би сакал да го каже своето мислење? Добар ден, повелете. Добар ден, се слушаме? Да, повелете. Вака, 600 милиони евра за предизбори и за развој и за корупција. Јас ќе ви кажам што е. 650 милиони се и за предизбори и за корупција, а за развој, да ви кажам, никако. Еве зашто. Сите што се вие слушатели кои се јавуваат, што ги бранат овие, да ви кажам како да ги наречам криминалци, нека размислат малце колку пари се донесено во Македонија и каде се парите и до кога ние ќе се задолжуваме. Овие 650 милиони се знае зашто се. Тоа се за корупција и за предизбори, да може да купуваат избори, да може да купуваат медиуми, да може да купуваат луѓе, што се јавуваат вакви луѓе, ја не ги вреќам. Само треба да го стават малце прстот на ум и да размислат. До кое дереđe ние стигнавме, што се гради, што се дало на народ, нека ми каже некој. Стигнавме до простијачки стап. Ова село гори, баба се чешла, тој бившиот премиер од премиера што нема свима само отишол на свадба во Сицилија, него таму му е место меѓу овие што се овие мафијашиве. Убаво место си одбрал таму, убаво и таму треба да остане, да не доаѓа навака. Уопште не е потребен таков човек.
И тој другиот што седи таму затворен тоа горе вилата на Водно. Не ни треба такви луѓе. Такви луѓе се, знаете зашто? Случаи за посматрање. Во Вудница, вузачки кошули да ги посматра. Тие не се задржава да водат. Не е вака. Не може вака. И полицијата со нив заедно, све е тоа корумпирано, институции, за вашата институција за правда, институција за МВР, тоа све е корумпирано, тоа све е нивно. Еве би рече студентиве шо бева. Шо искочи студентите? Ги спотепала? Тоа прават они пред избори, што како ќе биде со нас? Пак многу се зезнале. Ако можат они со деца така, не може со нас возрастните. И ако ги чува полиција, нека не се дека се недопирливи. Нека не рачунаат. И суди, и студики, и тие таму не се недопирливи. Ако ги чува полиција, знаеме кај живеат и што живеат, можеме да одиме и дома ние, не само пред установите. И пред това е пријатни и здравиво. Ви благодарам на јавувањето. Имаме различни мислења, различни ставови. Дали уште некој има кој што би сакал да се јави на нашата телефонска линија? Имаме некого веќе. Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Мило ми е што сте вие вака разумна водителка. Секоја чест за вас. Благодарам. Не може да станете за секогаш во оваа емисија, пошто вака попријатна сте за водител. Би кажал дека јас пред се не знам кога ќе има избори во Македонија, некој ако знае нека ми кажи, пошто овие нели од опозицијава се единствена опозиција во тој свет која бега од избори, од имаат мизерен, низок рейтинг. Зошто имаат мизерен, низок рейтинг? Не заради мене, не заради вас. Од нивните водачи и беа власт, имаја опција, имаја избор да се великани на ова наша света македонска земја, ама требаше да имаат душа за незе и да правеа добри дела. Тие тогаш одлучија да ги крадат своите сопартици пензионери, да ги крадат своите сопартици работници, да ги бркаат 200.000 на улица, одлучија да ограбуваат штедачи во штедилници, да ограбуваат девизни штедачи, одлучија да прават ршум по цела Македонија, одлучија да ни нарушат свето име Македонија со некој си глуп израз БРМ, фиром, или да ни сметат, да ни сменат и замразат државно национално знаме. Кој прави така во цел свет? Кој прави така кон својата земја и народ? Никој. Зато имаат мизерен рейтинг, не заради мене. Брајче и сестри македонци и другите кои сте за СДС. Јас не сум ви крив дека сте вие вечна опозиција. Вашите водачи, чии поданици сте вие, ве направија вечна мизерна опозиција, мислам мизерна со рейтинг мизерен, низок рейтинг. И апелирам до нив, нека престанат со вакви гадости и вулгарности. Луѓе сме пред се, цела јавност ве слуша. Со тие навреди, гадости кои овде ги кажувате, само уште повеќе вашиот рейтинг си го уништувате. Бидете луѓе со образ, со чест, со збор. Убедете ги луѓе дека гласаат за вас. Сега за овие 650 милиони евра. Вчера бев во Светијован Бигорски. Се гради патот на Маврово, се реконструира цел пат таму по тие кривини, по тие планини се реконструира, се работи. Бев за празникот Светинаун во манастирот и таму се работи меѓу Битола и Ресен, значи се гради автопат кон Демир Капија таму, кон Кичево и Охрид, нов автопат, Скопје таму Штип, нов автопат. Се гради на секаде, се вложи во нови возови, нови автобуси, се градат фабрики, пензии редовни, зголемени 70%, субвенции 100 милиони евра секоја година за работливи луѓе, за ученици без пари книги, без пари превоз, без пари интернат, пиење, јадење, услуга, огрев, се без пари од село ученици идат без пари до град и му е се без пари во интернатот. Тоа се добри дела. Тај Боже велам вие да имавте душа, да правевте вакви добри дела, да бевте 50 години уште власт. Јас ќе гласам за вас како Тале и како член на ВМРО, но не е во мене проблемот. Во вас е, оти немате душа за добри дела. Почнете да правите добри дела кон ова наша света македонска земја. Доста се незини душмани, саботери, уништувачи. Се градат објекти, државни институции, вие ги сквернавите, лом направите секаде. Добро, според вас, нешто да имате поголем рейтинг. Дали овие 650 милиони евра се повторно за развој? Да, за развој се, пошто велам, значи, на секаде се гради во наша Македонија, има фабрики, индустријски зони, велам, значи, се гради водоводи нови по села, каде 70 години немало водовод, се градат водоводи, локални проекти, се гради на секаде во наша Македонија. Радувајте се на добрите дела. Ако се прави лошо дело,
ама вистински лошо дело, тогаш јас се поддржувам. Ама доброто дело да се плука, а да го браниш заед, предавник и уништуваш, не е добро за вас. Ви благодарам. И во бранко. Да. Ви благодарам на вашето јавување, сепак треба да оставиме простори на другите гледачи кои што сакаат да се јават и да го кажат своето мислење, па еве оставаме простор за нов гледач. Добар ден, дали имаме некого на линија? Добар ден, млада госпоđo. Добар ден. Многу простор оставите. Повелете, еве сега ви оставам и на вам. А да прекинете го тој Гоцијо, па тој исто кажува за секоја емисија. Повелете, кој е вашиот став во врска со денешната тема? Добро, значи јас си кажам својот став. Ама вие да си окажете својот став на емисијата. Не може мене ден пост човек кој има пифтија во главата да ми држи предавање 15 минути. Кај се гради? Тат, но то тат. А каде е млекарата? Кај се 3,5 милиони евра за 2011 година за подкуп на изборите? Кај се тие милиони, од каде ги стекна Груевски? До вчера беше студента, каде си до 20 години. А што има денеска? Што има неговиот братучен? И дошол е Натале Боцио од Прилеп, кој место мозок има пифтија во главата, да ми соли памет и да ме нарекува непријател на оваа држава. 2001 година беше во Боцвите во Трескавец. Оди по манастирите, кај што се дава бесплатно јадење и бесплатен превоз. Ево да понатака темата. 650 милиони евра за развој или корупција. Добро. Можда ќе има за развој, ама мислам дека ќе има повише за корупција и за избори. Ако земеме 2016 година, до сега 270 милиони плюс 650, не сум голем математичар, дека израчуна Босио. Колку се за ова година и кај се потрошени тие 270 милиони. Јас сум пензионер и знам колку би мене покачена пензијата. Од 2008 до 2007 година некако за Великден може да скупам и полоѓа јагне. Од 2008 година навамо за Великден не може да купам ни джигер. И некој ќе ми кажува за развој. Се граделе патишта, па града кинезите. Градеше ИПА програмата од Европска унија, а не Груевска и компанијата. Не сакам со лоши зборови да ги употребувам. Ќе му кажам само името и компанијата е лош збор. Ето и друштвото негово или неговите помошници. Исто така имам примета на вас, исто не го прекинавте и Фройдовиот пациент од Штип, кој во глата место пифтија се вика во Прилеп, а во Штип се вика паца. Без навреди кон останатите гледачи ве молам. Знам дека навредувам и тебе навредувам со тоа дека сме ние луди кои не го поддржуваме Груевски. Дека сме ние отпадници на ова држава. Добро. Пак ќе се навратам на темата. Овие пари што мојот внук ќе ги враќа, се исклучиво за корупција и за избори. Добро. Развој нема да има ни струнке. Фабрики градат, овие кои доаѓаат од странство. Се извинувам на сите слушатели и посебно на оне кои ме чека на ред. А вам ви посакувам пријатно попладне. Пријатно, се најубаво. Се извинуваме што се задржавме. Кој е следниот гледач и му посакуваме добар ден. Добар ден. Добар ден. Немаш намер, али толку ми изреволтира овај, па толку ми изреволтира со граделе, пустеле. Што градат овие? Што градат? Да ги питам ја нив. Градат, ништо не градат. Само крадат. И да им биде на македонскиот народ донесеа го точно до просетски стап. Стварно да си да самнеш, да те усамне и да нема, да не знаеш дали ќе имаш денеска да јадеш или да си купиш нешто, или да се лечиш. Ова е брука. Многу нешта знам, али не сакам преку јавност да говорам, пошто ја имам деца 25 години се веќе ојдени, па сум сама и затоа се нервирам што таа власт, знам го Груевски, увиен има фирма на од моето место и станови има 3. Од кај му са парите на Груев?
И ќе би брка тука баби жаби, ќе би вика градил, града е невешто. Ма и да стане изда него, сетам. Моето дете 25 години работе, мораше да земе кредит да си купи куќа во Австрија. Пошто веќе нема да врне тука. Не што викат странците гласат, не гласа, моите деца не са гласале веќе 25 години. И за немаше да ги бркам од страна деца тука, да ги меша он таму и да се пере. Ма толку сум издовотирана што немам веќе како да речам веќе за оваа власт. Оваа власт е точно криминал, прав криминал. Значи, кој има мозок, нека размисли што прават, а кој нема, нек му со среќа нек ги воде, а сака грује нек си го земи дома. Фала многу и пријатно. Ви благодарам на јавувањето. Дали имаме друг гледач кој што би сакал да го каже своето мислење на денешната тема? 650 милиони евра пред избори за развој или за корупција е денешната тема на која што можете да се јавувате и да го кажувате своето мислење. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Се јавувам прв пат во емисија. Добро, повелете. Сакам да кажам 650 милиони евра пред избори. Па на кого не му е јасно за што се тие пари? За каков развој? На сите ни е јасно веќе како се купуваат гласови, како се одит на избори и какви се тие избори. Само многу сум револтирана и имам приметба зошто дозволувате толку бесконечно да кажуваат приказки на телевизија. Па јасно ни е пред човече. Добро, секогаш има спротиставени страни, спротиставени мислења и ето да оставиме простор и на двете страни, нели колку што можеме. Ние не знаеме кој чека на другата страна од линијата, оставаме простор на секој кој што ќе добие. Да. Ви благодарам и на вашето јавување доколку беше тоа се. Дали имаме некој друг кој што чека на линија и би сакал да го сподели своето мислење во врска со денешната тема? Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Неблагодарно е авторот на вашето прашање да предпоставува избори, ние сега да коментираме на предпоставени избори. Јас мислам дека избори нема да има предвремени, ќе има редовни 2018. Тоа е моја автохтоно мислење. Добро. И сега треба да замислувам дека ќе има избори и да видам зошто се овие 650 милиони евра пред избори. И јас мислам дека се дава насока некоја. Моje мислење скромно е дека овие се пари за развој, меѓутоа и самиот развој е една врста на насочување. Значи, ако јас гледам се прави, нешто се гради, ме насочува некој дека тој е позитивен. Ме разбирате? Значи, нема некоја дистинкција помеѓу едното и другото. И на крај би резимирал за респект кон вашето време, да живее во моро да помене, бидејќи Заев телепатски го поддржува Груевски. Се додека Заев е на функција на опозиција, Груевски ќе биде напред. Добро. Благодарам. Ви благодариме и ние за вашето јавување и споделеното мислење. Дали имаме некој друг кој што би сакал да го сподели своето мислење во врска со денешната тема? Ало. Ало, добар ден, повелете. Добар ден. Прв пат се јавувам во емисијата. Драго ми е, повелете. Чисто се обидувам, меѓутоа за чудо денес добив. Веројатно, и денес ми бил среќниот ден. Сакам да кажам, поточно да прашам, зошто е таков еден антагонизам кон сите оние што ја поддржуваат партијата ВМРО. Мислам, прво тоа како една новинска куќа не би требале да го протежирате никако, бидејќи симпатизерите и на едните и на другите имаат еднакво право да го кажат својот став. Секако сите го кажуваат своето мислење и својот став оваа линија. Но антагонизмот е воочлив, тоа може да се забележи апсолутно. Значи, за еден се кажува дека бил просјак, ако бил тој човек просјак во времето кога владеело СДС, а сега му е дадено да биде човек со достоинство, тогаш е многу јасно како владее оваа партија. Значи, им дава шанса на сите. Значи, сите луѓе се еднакви. И оние кои што некогаш немале,
Треба да се сега луѓе, нели? Некогаш треба да се луѓе. За разлика од партијата која што е опозиција, тоа се одбрани деца, кои што се деца со некакво реноме, како да се од Бога дадени, да бидат затоа што мајка му била докторка и тој мора да биде доктор, затоа што татко му бил професор и тој мора да биде професор, па сега ќе си играат шарена револуција. Значи, тоа беше апропо темите кои што може би не се денешна тема. Да. Но морам денес да се задржам за мојот став за денешната тема. Повелете. Видите, се можат да побијат. Меѓутоа, фактот дека во оваа држава се гради и дека се создава и дека има повеќе инвестиции од порано, и дека има железница, и дека има инвестиции секаде и во здравството, а се што е ново, се носи антагонизам. Да не речам, јас како еден вклучен човек по здравствениот процес, значи толку многу се зборуваше против мој термин, сега сите го поздравуваат мој термин. Толку многу се зборуваше против новите возови, па сега сите со задоволство се возат. Значи, против субвенциите, оние кои што опозицијата и опозиционерите кои што сметаат дека субвенциите не се правилни во земјоделието, нека не ги земаат. Нека бидат доволно доблесни и сами кон себе да бидат честни и да речат да, и оваа држава со субвенциите не краде и ние не ги земаме. Ама не е така. Не е така. Најголеми корисници на субвенциите и на сите повластници се токму тие кои што се нечиви деца и кои што после фрлаат со шарени бои по собрание и да не зборувам понатака. Добро. Значи, како и да е, вам ви посакувам убав ден и ве молам, обидете се да ги слушнете двете страни. Терезијата има два таса. Секоја вистина и секој медал две страни. Ви посакувам и јас пријатен ден. Јас се обидувам на вистина без да знам какво мислење и став имате вие кои што се јавувате и чекате на телефонските линии да овозможам сите да го кажете своето мислење и став. Не ги одбирам јас гледачите кои што ќе се јават, така да јас не би можела однапред да знам и да оставам повеќе или помалку простор на останатите. Добар ден, веќе сме при крајот на емисијата. Еве да вклучиме уште некого. Добар ден. Добар ден. Повелете. Јас сум по природа мирен човек, вака. Сум бил и на околни места. Сум од боречка фамилија, да му кажам, новие патриоти, што се прават големи патриоти, со загинати татком и чичком и со споменица 20-та. И денеска, кој ќе зборуваме за овие 650 милиони, сум појќе од сигурен дека се само за изборите. Да ги купа, да кажат дека крадам и се прават. Ова е невидено, не чујано. Децата во странство ми се. Од овие луѓе, овие се не луѓе. Груевски, ако има малце доблес, нека земи, нека размисли, нека се затвори самио и нека каже дека доста е. Тој не може да биде појќе премиер. Од и народо една се запали кога тога ќе си оди. Ние знаеме, работени директори се, кој ќе скок на работниците, еднаш директор појќе не може да биде директор. Така и Груевски, треба да си замени. Не може појќе тој да биде, не само тој. И тие неколку мина. Јас да ви кажам, ја почитувам ВМРО, она историската, ДПМН, поготово ми е сега. Неќам ни да слушам за нив. А партијата има добри луѓе, има вредни луѓе, нека си застана. Ако победа, нека му е со среќа, нека е вода добро државата. Што се однесува до заева кој се зволите. Да, би сакала на кратко ако може да се осврнете и на денешната тема. Абе шо не му измислија овие телевизија? Абе шо не му измислија? Тој не е премиер. Нека му се дај шанса да земи да работи. Тој е стопанственик. Тој е умно дете, измачено дете и само тој може да не носи напред. А овие другиве, Кавраков, Тале, Мали, овие секој нешто се ева, ги молам нека престане еднаш. Нека се ева вака по-други луѓе, по-нови, па да имаме да вистинско мислење, а не само тие па тие. Се знаат тие што кажуваат. Кажувам, немам ништо против ако ВМРО ти победи на честен начин. А се мислам дека ќе се повтори она што беше избор за студентски лидер. Добро.
Ви благодарам на вашето јавување и вие бевте последниот гледач кој што имаше можност да се јави во денешната емисија Очи во очи на тема 650 милиони евра пред избори за развој или за корупција. Ви благодарам и на вам другите кои што не успеавте да се вклучите за вашето внимание. Пријатен ден.